Родителите го направи единственото разумно решение. Почнаа да ги вакцинираат нивните деца. Но секако очекуваме упфат од 95%, иако сега за сега се е само 49%, велат од Министерството за здравство. Кампањата за имунизација во тек. Очекуваме дека многу скоро ќе ги достигнеме овие 95% кои се неопходни за да се спречат епидемии. Само со стапка на вакцинација од над 95% од населението ќе обезбедиме колективен имунитет и ќе биде оневозможено ширењето на вирусот помеѓу популацијата. Сите деца што не се вакцинирани, за да се заштитат од заболувањето, треба веднаш да се вакцинираат. Станува збор за болести што се одамна искоренети, токму поради вакцинацијата. Вакцинирањето е дел од здравствената култура, но и должност е обврскана со сопственото и колективното здравје. Ефектите на вакцините се докажани со сериозни медицински студии и наука, додават сериозни аргументи за бенефитите од вакцинирањето. Не постои друга поефективна медицинска технологија што го заштитила и унапредила човековото здравје како вакцините. Впрочем, токму на новите вакцини, лековите и медицинската технологија се должи продолжувањето на животниот век за 30 години во однос на минатото. Многу е важно да си ги вакцинираме децата. Децидни се од Министерството. Изменете и правилникот за прием на деца во градинките, бидејќи токму кај децата на таа возраст процентот на невакцинирани е највисок. Во согласност со важечките закони и Уставниот суд веќе одлучил по претпоставки на граѓаните дека сепак колективното здравје е над индивидуалното и никој по своја воја нема право да го загрозува правото на децата да бидат здрави.